Добре дојдовте во подкаст Прангов, место каде што разговорите се вистински, луѓето се интересни и секоја приказна вреди да се слушне. Пред да започнеме, јас би сакала да упатам голема благодарност до нашите пријатели. Flux Cafe Premium, идеалното место за кафе средби каде секој голтај те инспирира за нов разговор. Тато студио Оскар, уметност врз кожа, приказна без зборови. Нешто што ќе те краси цел живот. MediaPoint, твојот партнер за дигиталниот свет. Добрата содржина заслужува добра платформа. Infinity Barber Studio, кога сакаш да имаш фризура достојна за шампиони. Денес во нашето студио ние разговараме со човек кој што секојдневно управува со хаосот, страста и убавината на италијанската кујна. Станува збор за Ванчо Стојановски. Добре дојде. Добре најдовте. Како сте? Добро, вие како сте? Одлично, фала на прашање. Како се чувствувате овде во Македонија? Во Македонија кога си на одмор се чувствуваш секогаш добро. Нели? Да. На 2 недели, 3 недели? Колку останувате? Па и повеќе. Без време. И повеќе без време. Одлично. Ќе можете, ќе успеете да одморите од хаосот и убавината на Италија. Да, токму така. Пред да започнеме со нашиот разговор, прво јас сакам да ве прашам да ни кажете кој е Ванчо? Ванчо е Ванчо, значи мојата прва работа како во ресторантите, како келнер, започнува во Македонска каменица. Јас имам завршено градежен лаборант, али во моменталната ситуација во тогашно време бев принуден да работам како келнер и почнувам како обичен келнер во пицерија Вија Венето на времето во Македонска каменица. Имам работено во некои други локали, ресторанти и кафичи и после некое време одам за Италија. Значи одлучувам. Што беше пресудниот момент да заминете во странство? Поточно во Италија. Па јас мислам дека и моментално пресудниот момент за да заминеш во странство на работа е секогаш кризата, моменталната криза во Македонија, од секојаш која е постоела, да речеме, и невработеноста. Така. Е клучниот фактор за заминување од Македонија. Јасно. Кога започна, како вие кажавте на самиот почеток, дека вашата кариера започнува од Македонска каменица. Вие од овде одите во Италија. Како таму, како започна таму вашата кариера со угостителството? Да речеме, секогаш кога одиш надвор кога заминуваш надвор од својата земја, одиш во друга земја, почнуваш од нула. Да. Значи почнуваш од нула, јас почнав како мијач на чаши, на садове, секогаш во ресторант и после постепено почнав и во сала да работам. Во сала, значи како ранер, носач на храна и пијалоци, постепено како шеф на ранг, постепено како метре е една фигура одговорен во сала и постепено како менаџер одговорен во ресторант, да речеме. Во текот на работењето, во текот на овие години во Италија. Колку години сте во Италија? 25 години. Долго. Имам завршено и курс за сомилје, пошто за да ја работиш оваа работа треба да имаш пасионе, љубов и симпатија, да речеме, или емпатија воздржана за работење на оваа работа. Мене секогаш ме привлекувало виното, културата на вино, ресторантите, италијанската кујна, така да секоја формација што се има, повеќе е подобро за таа работа, кој сака да работи. Да. Вие имате курс за вино, како што кажавте. Да. Мене ме интересира, кој е најдоброто вино? Најдоброто вино? Најдоброто вино. Најдоброто вино, секој вино е добро. Значи секој... Но мора според вас, мора да се издвојува, пример, некое онака на прво место од сите останати. Нема најдобро вино, пошто сега вика, може, зависи во културата на виното, нема најдобро вино, пошто секој вино е добро, зависи од храната што ја јадете и со кој вино го пиете, пошто овој курс се прави, да речеме, за сомилје. Сомилјето треба да знае, да советува на клиентите со кое јадење треба да се пие вино. Значи, може да биде најефтиното вино во светот,
а да биде добро со тоа јадење што го јадете, што сте го порачале. Интересно. Да, не мора да значи дека најскапото вино е најдобро за пиење или најефтиното не е добро за пиење. Така, еве пример, која комбинација можете да ни дадете пример со која храна со кое вино оди? Пример. Која храна со кое вино? Па има два типа да речеме да се консилја за храната и за виното. Традиционално и контрапозиционе. Традиционално значи од самиот специјалитет на храна, од каде потекнува и се препорачува тоа вино таа зона да речеме. Или од композицијата на храната, на како е поставена, како е составена, има елементи што треба да се одлучат со кое вино може да се препорачува таа храна, дали ќе има многу мрсно, дали ќе биде суво, дали ќе биде кисело и така натаму. Одлично, и интересно. Колку важно е за тебе да ја чуваш автентичноста на италијанската кујна? Па, мене ми е важно да се чува, да речеме, автентичноста на италијанската кујна, повеќе ми е важно ради клиентите, него мене самиот, да речеме. Битно е да се знае, битно е да се работи, да се сочуват клиентите и да бидат задоволени. Вие сте менаџер, како управувате вие со вашиот тим? Што треба да поседува еден келнер за да биде во вашиот тим? Кои се квалификациите? За да биде еден келнер да работи таа работа, треба да има прво треба да има базе, да знае да работи, али најбитно во таа работа е секојаш личноста што сака да работи таа работа да има волја. Значи не мора да биде многу искусен или да има некое искуство или еспериенца, да има доволно волја и стрпливост и да работи таа работа. Ако има волја, ќе научи. Ако нема волја, нема никој да научи и не може да работи таа работа. Да, така е за секоја работа, но да, јас исто имам искуство во келнерство. Така да ако дојдам во Италија, значи слободно можам да ви се јавам, нели да се вработам како келнер. Значи јас имам диплома. Ако имате искуство, имате диплома, имате сертификат, комидеранг, може слободно, нема проблем. Значи, еве ако не ми успее со глумењето, јас си одам за Италија и ќе си работам келнерка. Шо ми е гај? Малку да се нашалиме, да ја опуштам атмосферата, бидејќи гледам дека имате премногу трема, а нема потреба, нема зошто, бидејќи стварно имате интересна приказна која што вреди да се чуе и можеби ќе успеете да мотивирате многу млади во врска со угостителството. Кој е најтешкиот дел од управувањето со ресторант? Најтешкиот дел од управувањето е персоналот. Пошто не се сите исти, немаат сите исти карактери, немаат сите исти екзиџенци и потреби, значи треба да бидеш психолог за да работиш таа работа, да ги сватиш луѓето што размислуваат и како размислуваат и што сакаат да работат и што сакаат да прават. Да. Како се справуваш, пример, ако добиеш некој лош коментар од гостите поради келнерот, пример? Недобар сервис или нешто, некаков кикс, бидејќи пример лично мене ми се случува може да се деси, да, може да биде да не биде кривица на келнерот, може да биде кривица на келнерот, али во тој случај секој се бара да се исправи грешката и да се задоволи клиентот. Да. Не сте имале некоја, пример, ептен страшна ситуација, бидејќи моментално не. Досега не. Сте навистина смирен човек кој, значи, да, треба да имаш смиреност за да работиш таа работа. Сега малку за кои се моменталните трендови во италијанската кујна? Моментални трендови во италијанската кујна. Ми кажавте пред да започнеме со снимањето, ние си направивме, меѓу другото, драги гледачи, ние си направивме многу муабет. Моментално е модерната кујна,
во Италија и во цел свет, како во цела Европа, во Франција, Италија и секаде. Нормално остануваат секојаш традиционалните јадења, во секој регион, во секое место има традиционални јадења, тие не се никогаш губат и не се никогаш бришат од минуто и се оди повеќе на модерна кујна да се работи. Кои се јадење ги има во таа модерна кујна? Па зависи, различни јадења има. Колку влијае туризмот врз работењето на ресторантите во Италија? Многу. Многу? Да. Кога има највеќе посетеност, во кој дел од годината, предпоставувам зимскиот период? Зимскиот период, пошто Ливињо, каде сум јас, е зимски туристички центар и е развиено, да речеме, зимскиот спорт. Али исто и во летно време, по последно време се развива спортот со монтан байк и има исто посетители во летно време. Одлично, интересно. Која е твоето омилено италијанско јадење? Моето омилено италијанско јадење? Тап се графте. Тоа не е италијанско. Ке те прашаме за македонско. Не, значи јас немам некое омилено јадење, мене се ми се допаѓа и не сум некој што не можете да издвоите. Да издвоиме нешто, Ја пример ако ме праша кој ти е омилено италијанско јадење? Филето пепе верде. Што е ова? Значи филето пепе верде ти е филе. Добро. Од говедско филе, направено со сос од пепе, од зелено пепе, зелена пипер. Зелена пиперка? Не, бибер. 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 Интересно. Да. Интересно. Мене примерно италијанско е најомилено италијанско јадење, ќе кажам пица или шпагети и макарони, пошто е познато. Пицата е секојаш добра, не се издвојува, пицата значи не фали никош на минута. Да. Али има исто добро ми се свијат папарделе и фунги порчини. Значи паста, папарделе е паста, еден вид на паста широка. Долга паста широка со сос од габички од врганот. Леле, како си зборуваме ние овде за јадење, ми се пријадува страшно. Сега едно вака прашање. Дали мислиш некогаш да се вратиш во Македонија? Да се вратам во Македонија, нормално каменот тежнее на своето место. Идејата е секој да се врати во Македонија, дали во пензија или пред пензија, не знам. Али да. Мислам да. Интересно. Дали во вашиот ресторант имаат доаѓано, пример, никакви познати личности, никакви звезди? Па имат доаѓано, може да кажем и од бивша Југославија некои звезди, ако сакате да слушнете, Миле Китич, Петар Грашо, Хариџиновиќ. Ого, цела Србија. Србија, да, има многу клиенти од Македонија? Некој од нашите пример пејачи има доаѓано или не? Не. Нема. Тоа е. Нема никој од нашите пејачи. Тоа е. Ние пејачите не одат, ние само другите одиме да работиме. Што ги правиме? Сакам да те прашам сега некакви брзи прашања. Ајде. Кафе или чај? Кафе. Пица или пастрамаелија? Пастрамелија. Карбонара или болонезе? Помодоро. Тоа што ми го кажавте? Или тоа е сега нешто друго? Болонезе. А што е тоа? Како кажавте? Помодоро е сос од патлиџан. Сос од патлиџан? Да. Помодоро. Ја ќе научам нешто италијански. Не, јас знам да бројам до 100 на италијански, меѓу другото. Само тоа знам. Не сум... Ја од се по нешто знам. Добро си. Ќе се научиш. Ако треба да го учи, ќе го научам, ама кои се дипломи ги имате или сертификати ги поседувате за вашата струка? Значи, вака, освен сомилје, имам и сомилје професиониста и сертификат за... Моментално работам на сертификат за food and beverage, менеджер food and beverage. Дали ако
како што кажа, сакаш да се вратиш некогаш во Македонија, овде во Камени, што би правил? Дали би работел келнер во некој од ресторантите тука или? Ако решам да се вратам во Македонија како келнер, би можел да работам, да, не е проблем за мене ништо. Или би отворил нешто собствено, да речеме на моја идеја нешто да се работи во Македонија. Одлично. Што би било тоа? Па не најголема, секојаш сакам да имам свој вајн ресторант. Значи еден вид на ресторант со вино и со аперитив. Интересно. Ајде, дај Боже да се оствари. Тоа е стварно. Тоа го немаме овде. Во Македонија културата за вино е многу назад, али постепено гледам дека се развива. Во Македонија се е назад. Не е само за култура за вино, се е назад. Што е најбитно за еден ресторант? За еден ресторант за да биде успешен и квалитетен за мене, не само за мене, за многу луѓе и клиенти исто го мислуваат како мене, најбитно, пошто гледам во Македонија само гледаат да имат убав изглед, убава сала, убав шанк, бар и се тоа. Најбитно во секој ресторант е вецето, тоалетот. Тоалетот ти е визит картичка на ресторанот. Ако вецето или тоалетот не ви е чист и среден, вие сте нула. Ти благодарам, Ванчо, што беше наш гостин. Ми беше мило што те запознав бидејќи не те знаев, а имаш стварно интересна приказна и ти посакувам многу успех за се што правиш. Благодарам на вас, баш ми е мило. Драги гледачи, би сакала уште еднаш да упатам голема благодарност до нашите пријатели. Flux Cafe Premium, идеалното место за кафе средби, каде секој голтај те инспирира за нов разговор. Тато студио Оскар, уметност врз кожа, приказна без зборови, нешто што ќе те краси цел живот. Media Point, твојот партнер за дигиталниот свет, добрата содржина заслужува добра платформа, а тоа Media Point е Infinity Berber Studio, ако сакаш да имаш фризура достојна за шампиони. Ви благодарам што бевте со нас и се гледаме во следна емисија. Чао!